Професор, ќе ајде повелите на дебата. Благодариме премиерен, тука очекувавме порано да не поканите. Ама еве тука, ако се за суштинска дебата, ние сме подготвени. Сега докажав тоа. Ние сметаме дека потrebите се за туризам, а не за парламентаризам. Знаете што, професор? Можете ли апел да направите до собранието, ние сме спремни да влеземе, да разговараме, значи суштински и не сме против вас, не сме против нашите колеги. Немојте да ни ја делите академската заедница. Може да кажа? Сега. Значи, вака, ова е место каде што и вашите колеги, декани, ректори, професори, најчесто одржуваат средби. Сакавме да биде на неутрален терен, да не речете во влада или во собрание и така натаму, затоа го одбрахме ова. Меѓутоа, ако сакате, можеме каде сакате. Сакате во собрание да отидете? Може сега да одиме таму? Ајде, во 1:30 сме таму. Де чекам. Поведе. Господине премиере, простете ако делува дека ви држам час, но професорка сум. Господине премиере, се дебатира за идеи, се дебатира за концепти, се дебатира за предлози. Не се дебатира за диктат. Ако навистина имате добра желба да го слушнете гласот на оние кои што се засегнати и компетентни односно овој сега веќе општествен проблем, тогаш повлечете го законот од собраниска процедура, ние ќе дојдеме и ќе дебатираме. Дебатата може, според деловникот, да ја организира само матичната собраниска комисија. Јас сум легалист. Како што не можам да учествувам во дебата, така наречена дебата, која не е правно втемелена и кога се одвива во Александар Палас, не можам и денеска. Тоа е надвор од процедурата, а процедурата е гаранција за демократијата. Ако се повлече законот, тогаш може и комисијата да не повика и да дојдеме во парламентот за да ги соочиме аргументите. Вака, она што Маја го рече, јас ќе го повторам. Значи, не само што е ова постфестум, туку е и надвор од процедурата, но веројатно така се учи демократијата со вежбање. Колеги, а не да се мерат сами меѓу себе. Преку колумни, преку, не знам, дневни изјави за политика и слично. Но, ако се нафатиле да бидат професори, треба да знаат дека, да кажам, има доста професори, еве слушаме измеѓу изминатите деновиве, се умртвиле во своето професорско работење.